Почитувани председателе, почитувани советници, почитувани представници на локалните медиуми, почитувани гости, ја користам оваа прилика најпрвин да на сите вам и на граѓаните на општина Кочани им го честитам усвојувањето на буџетот за 2013 година. Буџет кој што е следбеник на буџетот од 2012 година. 2012 година, кога е направен еден пресврт во работењето на локалната самоуправа во општината, сите се сеќавате дека буџетот за минатата година беше мощно амбициозен, со преку 50% зголемување, за основниот буџет зборуваме со преку 50% зголемување, и последните податоци кои што ги имаме дека таквиот буџет ќе биде реализиран со преку 94%, што покажува едно мощно и квалитетно планирање и едно мощно добро работење на општината Кочани. Токму заради тоа, по традиција е и моето обраќање, кое што сакам да се подсетиме за она што се работеше во минатиот период. Крајот на 2012 година представува своевидно заокружување на овој мандат на локалната власт, начело со мене. Затоа, дозволете ми во ова годишно обраќање да се навратам на концептот, основните принципи и стандарди што го одбележава нашето работење. На локалните избори во 2009 година, преку програма на граѓаните на општина Кочани им ги понудивме нашите определби за развој, пристоен живот и сигурна иднина. Препознавајќи реалност и одржливост во тој концепт, тие дозволија на база на изборната програма со кохерентни планови и проекти да го направиме носечкиот развојен исчекор. Во сите 4 години од мандатот, исполнувањето на програмата беше основна водилка, а всушност, од првиот момент на мандатот се одработува така како што се работеше во кампањата. Одговорно, транспарентно, секогаш за граѓаните и со врската да го спроведеме ветеното. Најголем дел од зацртаното го остваривме, а реализиравме и проекти кои однапред не беа зацртани. Факт е дека одредени заложби не успеавме докрај да ги совладаме, но цврсто верувам дека со овој нов начин на работа, поставен на принципите на ефикасност и ефективност, со вредно и неуморно работење се постигнати видливи резултати. Работевме со намера да го промениме ликот на локалната политика и покажавме дека не треба да постои дистанца меѓу представниците на локалната власт и граѓанинот. Изградивме отворена општина, не само физички со просторното уредување пред општината, туку и со незините одбележија. Грб, знаме, песна, празник, регистарски таблички Кочани, туку сето тоа е суштински што ќе остане забележено во историјата на Кочани. Реализирани се над 3000 приеми на граѓани кај градоначалникот. Транспарентноста е подигната на солидно ниво, како кон надворешната, така и кон внатрешната јавност. За последново потврда се одржаните повеќе од 200 широки колегиуми за планирање, работење и извршување на проектите и секојдневна координација на активностите со администрацијата. Приближување на општината до граѓаните остваривме преку новата едношалтерска канцеларија, со која го поедноставивме давањето општински услуги и ја олеснивме комуникацијата помеѓу граѓаните и службите на локалната самоуправа, како дел од нашата грижа за заштита на јавниот интерес. И сега, кои се назначајните проекти што му дадоа одбележие на овој мандат од 4 години? Секако, ни еден проект, ни една завршена работа не е за подценување, но според придобивките, опфатот на целната група, а и наменетите финансиски средства, би ги издвоил. Реконструкцијата на вододната мрежа во средната зона на градот, завршницата на дублет системот во геотерма Долни Подлог, почетокот на реализацијата на браната Речани, изградбата на терени и објекти за спорт и последниот развојот на туризмот на Пониква. Можноста за легализација на бесправните градби и правото на општината да управува со државното градежно земјиште дополнително создадоа услови за интензивно урбанистичко планирање во тој период. Донесени се преку 30 детални урбанистички планови во општината за села или вон населени места. Во постапка е
изработка на нов генерален урбанистички план на Кочани, кој ќе даде можности за современи урбанистички промени и развој на општината. Продажбата на повеќе од 100 градежни парцели државно земјиште само за една година внесе нов импулс во животот на Кочани. Така, во прокарка на влезот во Кочани се завршува водоводната, фекалната и атмосферската канализација. Во централното градско подрачје се создаде простор за нови стамбени објекти, а од близу 6.000 пријави за легализација, околу 1.400 се завршени. Динамика која што е една од најдобрите во државата. Развојот на населените и руралните места да биде равномерен со урбаните е една од нашите главни заложби. Од тука произлегуваат континуираните инфраструктурни интервенции во Долни Подлог, Тркање, Прибачево, Оризари, Грдовци, Нивичани. Пробивањето и расчистувањето на патните правци во Кочанските планински предели, Полаки, Крушка, Костиндол, Небојани, Рајчани. Над 30 км од локалните патишта во Рицко-планинскиот терен секоја година се прошируваат и прочистуваат. Од областа на заштитата на животната средина и природата започнавме проекти поврзани со сливот на река Брегалница во вкупна вредност од 6,8 милиони швајцарски франци, кои ќе бидат реализирани во наредните 5 години со повеќе мали и значајни инфраструктурни зафати. Со одлука на владата на Република Македонија, браната Речани е ставена на листата на приоритетни проекти и влезена во програмата за рурален развој во наредните 4 години, што ни дава за право да очекуваме дека за објектите пристапен прат и брана тендерот ќе биде распишан веќе во текот на оваа година. Најсвеж е грантот кој што го најавивме, кој што го дополнивме буџетот од 150.000 евра од ГеоСи за унапредување на системот геотерми. И сега, конкретно, што реализиравме во 2012 година. Со средства од програмата за прекогранична соработка на Европската Унија, а во партнерство со општината Рила од Република Бугарија се реализираат двата проекти: етно куќа и модерна инфраструктура и успешен бизнис. Вкупно 360.000 евра беа наменети за канализирање на атмосферската вода, нови приоди и тротоари во лесна индустрија и етно куќа во која создадовме простор за демонстрација и популаризирање на нашите локални културни и музејски вредности. Листата на асфалтирани делници покрај Кочани, Брана Градче, Горни и Долни Подлог, Тркање, Бели, Свети Илија, кои што се реализира на стартот од мандатот, значително се прошири. Асфалт оваа година добија делот по Парсо Блаже, Стамен Манов, Душан Петрески, Мородвиска епископија, дел од улицата Пиринска, дел од улицата Асно, Гоце Делчев Осоговска во Оризари, а по 45 години на улицата 9 мај се реконструира Коцката. Во фаза е распишување тендер за улицата Крум Вранински во Усова Чешма. Нов асфалтен стој се постави на главните и најфреквентни улици во градот, на мостот кај општа болница, во кругот на територијалната противпожарна единица, на дел од улицата Гоце Делчев и кај градските гробишта. Бетонирани се краци од многу улици, а би ги наброил Александар Македонски, Димитрија Лазаров, Сремска, Христијан Карпош, Ангел Донев и така натаму. Во градењето голем напредок се постигна благодарение на соработката со граѓаните со работна рака од нив и затоа сум им мощно благодарен и градежен материјал од локалната самоуправа. Бетонирани се пристапни улици во Мојанци, Лешки, Бели, Нивичани, Тркање, Оризари. Изградени се потпорни ѕидови на повеќе од 30 улици во градот, канализацијски и водоводни краци, поставени се заштитни огради од преку 1500 метри во градот. Со бекатон се поплочени тротоарите на улицата Димитар Влахов, кај западниот влез на гимназијата, кај шопинг центарот, а во тек е поплочување на тротоарот на улица Маршал Тито до поштата 9 мај кај детската градинка и понатаму. За да го подобриме, изработивме и физибилити студија за јавното осветлување, која предвидува реновирање и модернизирање на системот за јавно осветлување и цел ни е заштеда на 80% од сегашната потрошувачка на електрична енергија. Во таа насока поставено ново осветлување со 19 улични столбови со LED диоди на влезот во Кочани, извршена реконструкција на постојната и се поставени повеќе од 500 нови арматури за улично во општината. На 15 трафостаници се обновуваат елементите за улично осветлување за да функционираме независно од ЕВА на Македонија.
Се изградија 4 повеќенаменски игралишта, помладинскиот спортски центар игралиштето во насел Бавалов, две кошаркарски и игралишта за мал фудбал добија и жителите на Усова чешма. Несомнено, ова се едни од најкорисните простори, места за дружење и спортување. Со средствата од Агенцијата за млади и спорт ја очекуваме и изградбата на игралиштето во клонот на градинка Скопска, која што повеќе пати овде беше спомнувата и бевме критикувани. На самиот завршеток и изградбата на училишната спортска сала во Никола Карев, со која што ќе се смени сликата на условите за спортување и рекреација во Кочани. Општината ги создаде сите неопходни услови, а инвеститорот Министерството за образование и наука изгради објект наменет исклучиво за малите спортови со капацитет од 500 седишта, кабинети, гардероби, реквизити. Оваа есен Пониква се претвори во големо градилиште после 30 на години, со активностите за изградба на сноуборд паркот, проект на владата со државната компанија Мепсо во висина од 1 милион евра. Со таа патека, кај ски патеката 3 се обезбедуваат услови за вештачки снег со резервоар за вода од 14.000 метри кубни и намена за вештачки топови, единствени во Република Македонија. Поставено осветлување на ски патеките единица и тројка, завршено на асфалтирањето на дел од патот во должина од 270 метри. Сите овие елементи видно го менуваат условот за престој на овој спортско-рекреативен центар, а го зголемуваат и интересот за проширување на викенд населбата. За што доказ се продадените околу 50 наградежни парцели на Пониква и воглавном награѓани надвор од општината Кочани и понатаму имаме далеку поголем интерес за новите парцели. Во соработка со општина Пробишти, со која делиме територијата и со подршка на владата, имаме заедничка цел да изградиме привлично туристичко место, ски центар, не само во Источна Македонија, туку и на Балкан. За да се дојде до европски пари за развој на туризмот на Осоговијата, со проектот Центарот за развој на Источниот плански регион ја изработивме студијата за развој на ски центарот Пониква со Царев врв со идејни решенија. Оваа година Кочани доби и нова фонтана со уметничко архитектонско решение што ги обединува оризот, водите и планината Осогово, трите символи на Кочани. Испитувањето на јавното мислење покажа дека граѓаните позитивно го оценуваат новото одбележие на Кочани, иако имавме и поединечни критики. Кочани оваа година ја имаше и номинацијата Град на културата. Министерството за култура определи ние да бидеме центар на културните случувања во државата. Бевме домаќини на Македонската и филхармонијата од Ванкувер, Канада. Организиравме концерти на Владко Стефановски, Ѓоко Танески, Каролина Гочева, Теди Лајон Селекшн, Силвит Бенд, Сузана Спасовска, Танец и така натаму. Ги пречекавме нашите доаѓани Матеја Матески, Раде Силјан, Паскал Гилески. Промовиравме многу жанровски разновидни изданија и дела од нашите роднокрајни творци. Организиравме за прв пат научна трибина за оризот, изложба на ликовни и други уметнички творби. Со наши сили, автори и приредувачи ја издадовме фотомонографијата на Кочани. На самото финале на манифестацијата во Кочани се случи и гостувањето на македонскиот виртуоз на пијано Симон Трчевски. Ценам дека манифестацијата Град на културата донесе многу нови искуства и за културните работници и за публиката и ќе представува нов репер во осмислувањето на културниот живот во Кочани. Во образованието дадовме континуирана поддршка на најдобрите студенти и средношколци со доделување на стипендии чии број постојано расте. Со проектот Образованието прозорец кон иднината и средства од Ромскиот едукативен фонд се спроведуваат активности насочени кон подобрување на општата образовна состојба на ромите и нивната зголемена вклученост во воспитно-образовниот процес. Реализацијата на различни проекти ги подобри условите за школување на учениците од средните и основните училишта, а преку владата општина Кочани доби школски автобус. Се одржува постојана меѓународна соработка за размена на искуство и напредување на образовните процеси, едукацији на младите. За возрастната популација понудивме курсови по англиски, германски и информатика, кои најде на одличен прием, а реализиравме и курс за пливање на ученици до 14 годишна возраст од социјално ранливите групи. Реагиравме брзо по опожарувањето на клонот 1 во детската градинка, во која со средства од владата извршивме реконструкција и ја оспособивме за престој на нашите најмлади. А променета е кровната конструкција на клонот 3 и набавени се 2 нови возила за транспорт на храна и технички материјали.
По спроведувањето на надлежноста на социјалната заштита продолживме со одобрување на мали социјални грантови и подршка за лекови, облека, превоз и скромни пакети на ранливите категории граѓани. Во социјалната, детската и здравствената заштита реализиравме проекти иницирани од други невладини организации, поддржани од централната власт. Помеѓу нив би ги наброил инклузијата на децата роми во градинката, каде што предничиме во државата, ран детски развој, општината померка на деца. Меѓу општинските лиги во мал фудбал и кошарка, Петроденскиот турнир во мал фудбал, отворената забавна фудбалска школа, фудбалските турнири во населените места се само една од веќе потврдените форми за популаризација на спортот и рекреацијата во нашата средина. Општината обезбедува поддршка на спортските клубови на други повеќе начини, меѓу кои и стипендијата на најуспешен спортист и изборот на спортист на годината. Сушност, за тоа како работевме, делата најмногу зборуваат. Реализираното останува за градот и за генерациите што доаѓаат. Не сакам да звучи субјективно, но сметам дека по овој мандат стартната позиција во работата на градоначалникот, а и на општинската администрација ќе поаѓа од едно повисоко скаливо. Во таа насока е и подпишувањето на антикорупцијската политика на интегритет, со која отворено застанавме во борбата против корупцијата. Почитувани, наредната 2013 година е изборна година. Во март престојат локалните избори. Мојата порака одовде е да го зачуваме политичкото и човечкото достоинство и сите да допринесеме за слободни, фер и демократски избори. Останатото ќе биде одлука на граѓаните. И на самиот крај, заблагодарувајќи ви се вам, членовите на Советот за успешната соработка во изминатиот период и на граѓаните за довербата, разбирањето и поддршката што ги имаа кон нас. Во новата 2013 година ви посакувам многу здравје, успех, берикет, љубов, убави семејни моменти и многу поводи за радост. Имајте убави празници. И благодарам на вниманието.